Elici vo Christo Christistes ja, vo Christo oble costes ja. И веќе немаше мана ке синовите Израилеви, во таа година тие јаде од плодовите на хананската земја, кога Исус се наоѓаше близу до Јерихон, погледна и виде и ете пред него стои човек со истргнат меч во раката. Исус се приближи до него и му рече: Наш ли си или си од нашите непријатели? Тој му одговори: Не, јас сум водачот на војската Господова, сега дојдов овде. Исус падна ничкум на земја, се поклони и му рече: Што ќе му заповедаш на својот слуга? Водачот на војската Господова му рече на Исуса: Собој ги обувките од нозете своји, бидејќи местото на кое стоише свето. Исус така и направи. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Вака вели Господ: чекајте ме до оној ден кога ќе се кренам на опустошување, зашто јас се одлучив да ги бранам народите, да ги свикам царствата, за да го излијам врз нив моето негодување. Сета јарост на мојот гнев, зашто од огнот на јароста моја ќе биде уништена целата земја. Тогаш јас пак ќе им дадам на чистите народи уста да го признаваат името на Господа и да му служат еднодушно. Од краиштата, оттаде реката на Етиопија, поклониците мои, моите растудени деца, и ќе ми принесат дарови. Во тој ден ти нема да се срамуваш за твоите неразумни постапки со кои грешеше против мене, и тогаш јас ќе ги отстранам од својата средина оние кои залудно се фалеа со својата слава и нема повеќе да се гордаат на мојата света гора. Но ќе останам среде тебе народ смирен и прост и ќе се налеваат на името Господово. Остатоците од Израелот нема да вршат неправда, нема да зборуваат лага и во устата нивна нема да се најде јазик сплеткарски. Зашто сами ќе пасат и ќе лежат и никој нема да ги вознемирува. Радувај се, ќерко Сионова, ликува Израиле, весели се и радувај се од се срце, ќерко Јерусалимска. Господ ја одмени пресудата над тебе, го изгони непријателот твој. Господ, царот Израилев, е посреде тебе, нема повеќе да видиш зло. Elici vo Christo Christistes ja, vo Christo oble costes ja. Ти, Господи, си знаеш, Отец, од секогаш Твоето име е Искупител наш, зашто, Господи, си допуштил да се отстраниме од Твоите патишта, да се ожесточи срцето наше, за да не се плашиме од Тебе. Сврти се заради Твоите слуги, заради племињата на Твоето наследство. Кратко време владееше над него народот на Твојата светиња, непријателите наши го изгасна Твоето светилиште. Ние станавме такви како над кои никогаш да не си владел и над кои името Твое да не се спомнувало. О, да беше ги раскинал ти небесата и да беше слегол, горите би се стопили од лицето свое, како оган што растопува восок, како од оган што вода зовира. Така ќе го познаат името Твое непријателите, од Твоето лице ќе затреперат народите. Ангел Господов слезе од небото, пристапи го тргна каменот од гробната врата и седеше на него. Лицето му беше како молња, а лиштата бели како снег. И стражарите уплашени од него трепереа и беа како мртви. Ангелот се заврте кон жените и им рече: не плашете се, знам дека го барате Исуса распнатиот. Не овде,
воскресна, како што беше рекол, дојдете и видете го местото, каде што лежел Господ, па отидете побар го и кажете им на учениците негови, дека он воскресна од мртвите. И ете, ќе отиде во Галилеја, порано од вас таму ќе го видите, ете ви кажав. И откако излегоа на брзина од гробот, тие со страх и голема радост отрча да им соопштат на учениците негови, кога одеа да им јават на неговите ученици. Ете Исус ги сретна и рече, радувајте се. А тие се приближија, се фатија за нозете негови и му се поклонија. Тогаш Исус им рече, не плашете се, одете и соопштете им на браќата мои, да отидат во Галилеја и таму ќе ме видат. Кога одеа тие, ете некои од стражарите, влегувајќи в град, им кажа на паросвештениците за сето она што беше се случило. И тие, кога се собраа со старешините и направија совет, им дадоа многу пари на војниците велејки, дека учениците негови дојдоа и го украдоа, кога ние спиевме. Иако за тоа чуе управникот, ние ќе го смириме и ќе направиме и вам ништо да не ви се случи. А тие ги зедоа парите и направија како што беа подучени, и тој глас се пренесува меѓу јудејците и до ден денеска. А 11 ученици отидоа во Галилеја, во гората каде што беше им заповедал Исус, па штом го видоа, му се поклонија, а некои се сомневаа. А Исус, кога се приближи, им проговори велејки, ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштевајки ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, и учејки ги да пазат се што сум ви заповедал. И ете, јас сум со вас преку сите дни до крајот на светот. Святейшите патриарси, блаженейшите архиепископи, високопреосвещените митрополити и преосвещените епископи, да ги спомне Господ Бог во своето царство, сега секогаш и во вечни векови. Честното свещенство во Христа дјаконството, преподобното монаштво и силкиот црковен, да ги спомне Господ Бог во своето царство, сега секогаш и во вечни векови.
Ангелите, приложниците, помагачите, пеячите во овој свет и сечесен храм да ги спомне Господ Бог во своето царство сега секогаш и во вечни векови. Вас и сите православни христијани да ве спомне Господ Бог во своето царство сега секогаш и во вечни векови. Благодариме на Господа.